Гледам дека не постои желба, не постои расположение или се наоѓаат процедурални, да кажем, изговори за овој предлог закон да не се најде на дневен ред. И сметам дека тоа е тенденциозно, бидејќи од прилика имаме некои информации дека постојат и заинтересирани, би рекол, чинители во државата на кои што не им одговара регулирање на овој закон и унапредување на тие стандарди за да нема пиратерија, условно кажано, во кабелските оператори и злоупотреба на медиумските концесии, но затоа предлагам како едно според мене разумно решение кое што ќе испочитува прво волјата на самото собрание кое што изгласало потреба за расправа по законот за аудиовизуелни медиумски услуги, а второ ќе ја испочитува и препораката на комисијата на Европската делегација тука, а тоа е да се закаже уште денес во следните 2 дена, за 2 дена од денес да се закаже седница на оваа комисија со точка на дневен ред предлог на закон за измена и дополнување на законот за аудиовизуелни медиумски услуги и така пратениците кои што се заинтересирани за оваа проблематика ќе имаат можност следните 2 дена да ги искористат за предлагање на амандмани, а потоа комисијата ќе заседава и ќе имаме можност да расправаме по однос на овој закон и да ја искористиме веќе закажаната следна собраниска седница на која што согласно расправата тука во комисијата ќе може пленарната седница да се изјасни по предлог законот за аудиовизуелни медиумски услуги и на тој начин, ќе повторам, ќе задоволиме потребата која што веќе ја определиле пратениците да се расправа по овој закон, а истовремено и препораките од делегацијата на Европската комисија дека оваа регулатива за медиумските услуги и кабелската пиратерија треба да се уреди за да нема незина злоупотреба за комерцијални или политички цели. Благодарам.